Преспанското езеро буквално го снемува. Дека нашето второ по големина природно езеро има најнизок водостој во последниот век и забрзано исчезнува, говори податокот дека водност на истиот период лани нивото е пониско за цели 39 сантиметри, а од 258 квадратни километри вкупна површина за една година неповратно се изгубени околу 100 милиони кубни метри вода. Природонаучниците од Хидробиолошкиот завод го вклучија алармот покрај климатските промени и неповолната хидролошка состојба. Причина за ваквата апокалиптична состојба на Преспанско е човекот. Во услови кога пресушуваат дел од реките кои го полнат езерото, водата неконтролирано се користи за наводнување. Во лето Источка река пресушува. Нешто повеќе вода има Брајчинска река и таа е нешто со подобар квалитет, а Кранска река е исто така загадена, а најзагадена е Голема река, која што во лето, за жал, има чисто комунална отпадна вода. Значи, претежно доминираат индикатори за фекално загадување. Ешерихија коли, индикатор за свежо фекално загадување, што покажува дека постојано во реката се испуштаат непречистени комунални отпадни води. И населбите исто така се големи загадувачи. Зошто? Имат несоодветни септички јами, во сливот на реките има селски населби кои што воопшто не се приклучени, значи нема колектор. И на самите мештани им се укажува на рационалното искористување на водата од Преспанскиот регион, односно водата од езерото преку тие бунари кои што да се сведе на минимум, затоа што основната причина за губењето на водата, за варирањето на колебањето на нивото на водата во Преспанското езеро представува и неконтролираното црпење за наводнување, но не само од македонска страна. Не се знае точниот број на бунари од сите три земји кои што се користа за наводнување. Повлекувањето на водата долж брегот е од неколку стотици метри па се до 3 километри, во зависност од конфигурацијата. За илустрација, максималната длабочина кај местноста Казан е околу 30 метри, а кај Стење до загрижувачки 13 метри. Има места каде што не можеме да земеме примерок на вода за испитување од кребрежниот појас кој се протега од Долно Дупени до Претор. Загрижени се природонаучниците. Има тиња каде што нашите технички работници, а и ние со нив не можеме да влеземе да земиме комотно проба, слободно проба, затоа што доаѓа до тонење како во жив песок. Има делови каде што се повлекла водата. Тоа е обрастено со трева, тоа веќе настанале ливади. Експертите сугерираат да се испита состојбата и капацитетот на површинските дотези кои се влеваат во езерото, да се отстрани целиот механички нанос и биолошки отпад од кребрежето и властите од сите три држави потидно да седнат на иста маса и да најдат спас за Преспанско.